Министерот за правда Кренар Лога ќе бара поддршка од опозицијата за законски одредби за престанок на мандатот на сегашниот состав на судскиот совет. Лога го осудува незаконското постапување во највисокото судско тело, па едно од можните решенија според него е со политички консензус собранието да донесе преодна законска регулатива, сегашните членови да бидат разрешени, за што е потребно двотретинско мнозинство. Иако сум во дискусии и со политички партии и со челници на власта, за да ние најдеме решение, можда едно од решенијата ќе е со законски преодни одредби да имаме престанок на мандат на сите на сегашно состав на судски совет, како и да е. За понатамошни информации сигурно ќе треба да добиеме наредните денови, бидејќи јас ќе седнувам и со опозицијата во собрание. Лога уште го чека извештајот за тајниот колегиум на кој членовите по втор пат ја разрешија Весна Дамева. Од друга страна, опозицијата би поддржала законски измени за разрешување на највисокото судско тело, бидејќи според председателот Христијан Мицкоски, судскиот совет одамна не ги испорачува очекувањата. Апсолутно се што е законско ВМРО-ДПМН ќе поддржи, само треба да се видат законите дали такво нешто дозволуваат и дали тоа е возможно и на кој начин тоа се прави, дека таа институција не ги оправда очекувањата, дека таа институција дополнително го девалвираше судството, тоа е факт. Цела македонска јавност тоа го гледаше како тие кои што треба да се грижат за правдата, практично имаат неправда на самата седница, така што јас како човек, настрана од политиката, сум длабоко разочаран од однесувањето на тие луѓе таму и се што е во рамките на законот, ВМРО-ДПМН апсолутно ќе поддржи, тука да немате дилема. До сега, откако започнаа препукувањата и кавгите, си заминаа двајца членови, Мирјана Радевска-Стевкова и Зоран Герасимовски. Коалицијата Сите за правично судење обелодени дека има најави дека и други членови ќе го напуштат советот, но од таму за Алфа изјавија дека немало депонирано други оставки. Невладиниот сектор и речиси сите правници во државава одамна очекуваат оставки од целиот состав, а подкрепа за тоа даде и последната анкета спроведена од ОПСИ и антикорупцијската комисија помеѓу судиите и обвинителите, кои не им веруваат на највисоките органи во правосудството, судскиот и советот на јавни обвинители. Над 70% од анкетираните велат дека судскиот совет работи за лични и партиски цели, а не е заштитник на независноста на судството, што му е основна функција. Освен тоа, во анкетата спроведена анонимно, 32% од анкетираните судии почувствувале или се нашле под притисок на членовите на судскиот совет.